Зоран Јовановски, еден од кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз за лидер на партијата. Кои се вашите предности пред останатите кандидати и што ви дава сигурност дека вие ќе добиете довербата од 705 делегати? Вака сега, 2 јуни е историски ден. Делегатите на Конгресот на СДСМ ќе донесат голема одлука, од која што практично зависи по која патека ќе тргне и СДСМ, а понатаму и по која патека ќе се движи Република Македонија. Од тој аспект јас верувам дека делегатите најсериозно, најдостоинствено како што треба ќе постапат во таа ситуација. Јас би рекол дека исто така важно е внатре во партијата единството да биде сочувано. Од 2 јуни од Конгресот да излеземе сите горди што сме членови на партија како што е СДСМ. И јас сум убеден дека тоа така и ќе биде. Практично СДСМ ќе победи на 2 јуни. Во однос на конкретното прашање кое што ми го поставивте, јас верувам во многу работа, во добра организација и верувам во тоа дека доколку воспоставите систем и во тој систем ги воспоставите вистинските мотиви, дека тоа луѓето ќе го препознаат и ќе дадат се од себе. Што станува со кандидатурата на Бранко Црвенковски? Лагумина можеме да ги слушнеме деновиве нагаѓањата и тврдењата дека Бранко Црвенковски понатаму и да биде избран и да не биде избран ќе биде уствари новиот лидер, без разлика кој ќе биде, на кого ќе му биде дадена довербата од страна на делегатите. Улогата и позицијата на Бранко Црвенковски во СДСМ им е јасна на сите. И тоа секој член многу добро го знае. Јас воопшто немам намера да влегувам во шпекулациите околу тоа што и како после 2 јуни. Тоа впрочем ќе го видат и делегатите, и членството, и граѓаните. И најдобро е тие самите да си донесат суд како и што ќе се случи во СДСМ после 2 јуни. Од 2006 до сега се изгубени Социјалдемократскиот сојуз ги има изгубено сите избори. Што е според вас она што мора побитно да се менува во партијата? Дали е тоа кадровската политика, дали се некои други работи, меѓутоа очигледно дека нешто мора да се менува. Дали имате визија вие што е тоа? Апсолутно, значи јас имам концепт позади кој што стојат поголем број на членови на СДСМ. Тоа е нешто што јас во изминативе денови и го разговарам со бројни општински раководства низ цела Македонија, со членови и така натаму. Така што имаме концепт за кој што веруваме дека е победнички концепт. Концепт кој што внатре во СДСМ ќе обезбеди една реорганизација која што СДСМ ќе го направи пофлексибилен, меѓутоа поактивен и повидлив, поприсутен во очите на сите. И дека тој концепт практично е концептот кој што СДСМ ќе го донесе во позиција да може да има привилегијата и можноста да ја управува Македонија и да го направи подобар животот на 2 милиони луѓе во Република Македонија. Јас и во минатото покажав на мојот личен пример. Никогаш не трчав по функција заради функција, не влегов во раководството на СДСМ за нешто да си обезбедам самиот за себе. Јас не сум пратеник, не бев кандидат за градоначелник по собствена желба. Меѓутоа сакам и знам како 2 милиони луѓе во Република Македонија да живеат подобро. Не ми е целта да станам само председател на СДСМ, целта е да се дојде во позиција да може да се направи подобар животот на 2 милиони луѓе во Република Македонија. Во една ваша изјава во досегашните интервјуа викате ќе ја вратам праведноста во партијата и вредностите кои досега ги немаше во СДСМ. На што точно мислите? На кои вредности? Вака, јас не реков дека ги немаше во СДСМ, само реков дека СДСМ треба да биде малку повеќе препознатлив по тоа за што всушност се бори. За кои вредности
се бори СДСМ. И тоа треба да биде огнот кој што ќе ги грее сите членови на СДСМ. Зашто ние всушност се бориме? И во тој контекст тоа се вредностите кои што се солидарноста, праведноста, еднаквите шанси за сите. Тоа се ние вистинските социјалдемократски вредности. И видите, на тие вредности практично е изградена Република Македонија од 45-та година наум. Меѓутоа, оваа власт тие вредности на некој начин полека ги трга на страна и воведува некои поинакви вредности во Република Македонија. Мора да бидеме попрепознатливи во однос на тоа за што се бориме. Таква препознатливост, цврстина, да речем голема желба, мотив, се создаде и беше виден од јавноста околу отпорот. Тогаш се создаде една енергија, една посветеност, знаете онака, кога вие сте посветени на една идеја, на едно верување, не навлегувам во тоа сега што се случи со отпорот и зошто тоа се случи, меѓутоа потребно е такво обединување околу вредностите за кои што се бори СДСМ и јавноста да може тоа многу лесно да го препознае зашто всушност се бори СДСМ. Речи си сите кандидати меѓу кои вие повикувате на единство на кандидатите, сплотеност околу изборот, дека ќе се согласите, меѓутоа очигледно не ви успеа на ниеден од вас пред тоа да застанете или да застанат сите позади вас или сите да застанат позади еден кандидат. Зашто мислите дека тоа ќе биде можно на 2 јуни? Вака, сосема е легитимно тоа што се случи, бидејќи вие единство градите околу концептот. Единството не е збир на позиции на 20, 3 или 5 души кои што се договориле кој каде ќе биде во некаква организацијска структура. Значи, тоа не е збир на поединечно позиционирање. Единството е концепт. Значи, вие се обединувате околу некаква победничка програма, околу некоја идеја, некоја визија за тоа што да се случува, во која насока да тргне СДСМ и во која насока да се движи Република Македонија. Ние имавме најдругарски, би рекол, разговори околу овие прашања. На крајот се согласивме дека ќе ги соучиме концептите на Конгресот. Со тоа СДСМ покажува исклучително голем демократски капацитет, воспоставува нови стандарди во политичкиот живот во Република Македонија. Ова е нешто што досега не се случило. Вие имате кандидати кои што зборуваат во медиуми и промовираат работите за кои што се борат. Воспоставуваме нов демократски стандард и на крајот на криштата делегатите на 2 јуни ќе можат да го одберат концептот кој што ќе мислат дека е најдобар. И заради карактерот и текот на разговорите кои што ги имавме, реков другарски, искрено, достоинствено, отворено, јас верувам дека истото тоа ќе биде и на 2 јуни, а и после 2 јуни. Добро, вие ми говорите за тоа, меѓутоа факт е дека постоеше еден вид препукување индиректно меѓу кандидатите преку медиумите во одреден период од денеска, да речеме до пред 2 недели. Ако јас можам да ве потсетам на мојата прва изјава, значи ние имавме... Не зборам за вас лично, општо зборам за сите кандидати. Вака сега. Или меѓу одредени. Океј, значи после централниот одбор на кој што беше, значи веќе кажано дека на кој што беше донесен роковникот и правилата по кои што ќе се одвива постапката за избор на нов претседател на СДСМ, веќе наредниот ден имаше одредени изјави од кандидатите. Мојата изјава беше дека од мене лош збор нема да слушнете за ниту еден од кандидатите. Јас тоа доследно го почитувам од првиот и ќе го почитувам до последниот момент, додека трае оваа постапка и после тоа. Јас верувам дека со личниот пример можете да пратите силна порака и да влијаете на тоа дека вие практично давате придонес за единството во партијата. Во крајна линија, доколку сакате да бидете председател на партија како што е СДСМ, вие морате да бидете обединувач. Вие морате да бидете точката и вредностите околу кои што ќе се обединуваат останатите во партијата. Значи вие гарантирате дека нема да се случи панорама во недела? Видете, СДСМ не е таков тип на партија за да се случи панорама. СДСМ покажа во многу прилики досега дека може да разговара внатре во партијата и да има различни мислења, различни ставови, некогаш и сосема спротивставени ставови,
Меѓутоа дека тоа сето е најнормално во рамките на демократските процеси и процедурата, дека на крајот се носи одлуката и многу често и покрај големите разлики кои што постоеле во дискусиите, на крајот, например, сме имали ние за многу важни прашања едногласни одлуки. И тоа го покажува карактерот на партијата, силата, демократскиот капацитет на СДСМ. Смета ли Зоран Јовановски дека може да ја поразви ВМРО-ДПМН како лидер на СДСМ? Апсолутно да. Јас доколку не мислев така, јас немаше воопшто да влезам во нешто вакво. Јас сум сигурен и јас знам дека граѓаните во Република Македонија заслужуваат да живеат многу подобро од она како што живеат сега. Патеката по која што се движи Република Македонија е исклучително ризична и тоа ќе се покаже веќе, да речем, на среден рок, ќе се покаже, ќе дојде фактурата, цената за се тоа што се случува. Вие гледате дека некои од странските агенции за кредитен рейтинг го намалија кредитниот рейтинг на Македонија заради изгледите за тоа што понатаму ќе се случува во Република Македонија и тоа е нешто што јас на пример го зборувам веќе полог временски период. Јас не можев да гледам како Македонија се движи по таа патека. Може тоа сето да се смени, може сето тоа да биде поинаку, ништо тоа не е лесно, ништо не се прави преку ноќ, се прави со засукани ракави, со многу работа, меѓутоа можно и треба да се направи. Ние мора да се чуваме и днината на Република Македонија. Мораме за наредните генерации да создадеме подобра стартна основа од она што сме имале ние. Јас тоа го разбирам како обврска за секоја генерација, нешто што треба да направи за оние што доаѓаат после нас.